Добре, криптоентузијасти, денеска имаме доста битно видео. Дојде до промена на нашиот, да речем, распоред, со оглед на фактот дека денеска требаше да направиме видео за Enbridge, тоа е онаа платформа која што се планира да го замени SWIFT во сите нации на БРИКС, но не се секирате, ќе го добиете тоа видео, ви гарантирам. Моментално имаме малку побитно видео, односно во однос на она што се случи денеска, тоа е обидот за убиство на Трамп, со тоа што ова не е очигледно е планирано убиство, ќе разговарам малку подоцна за тоа. Она што сакам да го кажам е дека се случија некои интересни работи кои што сакам да ги споделам со вас, затоа што не сме направиле долго време апдейт на геополитичката сцена во светот и поврзаноста со крипто секторот. Значи ова е крајно битно кога станува збор за криптовалутите, верувајте ми, затоа што сето ова што ќе го презентираме денес, овие неколку 5-6 точки, се крајно поврзани со овој огромен конфликт кој што се повеќе и повеќе се загрева. Станува збор за конфликт помеѓу Западот и Истокот, повеќе од очигледно. Оние кои што мислат дека тоа не се случува, очигледно живеат во заблуда. Така да уште еднаш ќе напоменам, значи се повеќе и повеќе докази покажуваат на тоа дека се движиме кон потенцијална трета светска војна. Не е дали ви се допаѓа, тоа е реалноста, а уште веднаш ќе напоменам, значи поделеноста на светот на два блока дозволува ваков тип на технологија да го добие своето место. Зошто го велам тоа? Додека двајца се караат, третиот користи во оваа ситуација, третиот е крипто секторот. Односно, што поголема е поделбата помеѓу Запад и Исток, толку поголем раздор има помеѓу нивните финансиски инструменти. Гледате и сами, станува збор за апсолутно војна помеѓу БРИКС блокот кој што се обидува да го избегне целосно SWIFT и нивниот така речено западњачки финансиски блок и да направи свој. Ова доведува до ситуација во која што имаме крајно голема поделеност помеѓу Истокот и Западот во однос на тоа кои валути се користат, кои типови на технологија се користат за трансфер помеѓу овие финансиски субјекти, што значи дека ова е огромна шанса за криптотехнологијата да си го најде своето место. Веднаш ви го кажувам ова, уште пред да почнем со самото видео, затоа што многумина од вас мислат дека нема поента да излегувам надвор од финансии, економија и крипто и да навлегувам во геополитика. Веднаш ви кажувам дека има, многу пати до сега сме демонстрирале дека геополитиката е крајно поврзана со финансиите и економијата. Ако не беше, тогаш немаше да имаме екстремни шокови на крипто секторот кога имаме промена на цените на нафта поради воен конфликт. Немаше да имаме екстремни промени во крипто секторот кога имаме енормна инфлација поради моменталната ситуација со војната во Русија и Украина, кои што се најголемите житници во светот, автоматски подигнува инфлација, автоматски делува веднаш на цените како на валутите, така и на крипто и останатите вредности. Она што сакам да ви го кажам е дека оние кои што мислат дека нема поврзаност помеѓу геополитиката и економијата, а со тоа и во она што инвестирате со крипто секторот, се лажат крајно. И уште еднаш ќе напоменам, че јас не мора да го гледате ово видео. Многу од вас се плашат што ќе кажам на ова видео, верувале или не. Значи тоа е една интересна порака, со од срце разбрана, значи морам да ја напоменам оваа порака пред да почнем со самата материја. Значи ми беше кажано ќе те замолам престани со политички теми затоа што може да ти го банираат канал, да се разбереме. Ова што јас го правам од едукативен карактер, тоа што јас се изразувам на одреден начин се изразувам затоа што овие држави, политички лидери тоа го заслужиле. И да не забораваме дека Македонија секогаш била на крајот од сите овие големи случувања, но многу често ние сме си го однесувале за одлуки на некои други далечни земји и велесили. Она што сакам да го напоменам е дека додека ќутиме и додека се преправаме дека ова не се случува, тоа не значи дека нас ќе не одмине, се разбираме. Нема светска војна од двете која што не била водена на наша територија. Балкански војни, не знам, почнете од почетокот на цивилизацијата па наваќе, не постои голем конфликт во кој што ние не сме биле замешани, се разбираме. Значи на еден или на друг начин ова ќе се одрази на нас и како луѓе, и во однос на нашата економија, и во однос на нашето портфолио, во секој аспект од нашиот живот ова ќе се одрази. Нема дали сакате или не сакате. Значи ставање на главата во песок нема да ви помогне. Од друга страна, ќутење затоа што некој ни бил стратешки партнер. Тоа е најголемата грешка која што некогаш сме направиле. Македонците секогаш биле на правата страна на историјата, се разбираме? И против нацистите, и против татарите, и против монархофашистите во Грција, во секој конфликт биле на правилната страна на историјата. Да, разбирам, доволно крваревме и очигледно ништо од тоа не добивме, но тоа не го менува фактот дека не смееме да ќутиме, не смееме да си ги затвориме очите и да се надеваме на најдоброто.
Од тој момент сме стигнати до овде, се разбираме? Поради тоа сме стигнати до овде. Оние глупави изреки од типот на ведната глава сабија не сече. Дечки, сабија сечи и на ведната исправена глава. Со ќутење ништо нема да добиеме. Доста од овие ќутењето е злато, значи престанете да ги слушате баби и дедовци кои што така ги учеле во комунизмот за случајно да не им текне да бараат независна Македонија. Значи, осврнете се на тоа што нас ни припаѓа. Мораме да се бориме за нашите права. А првиот чекор кон борење за нашите права е да знаеме што се случува. Доколку не сме едуцирани, доколку не сме информирани, постојано ќе се ногаме на погрешната страна и постојано ќе ќутиме кога нешто ни следува. Така да, доста со тој муаве ќутење. Значи, од ќутење сме до тука стасани. Од кубурот ни е у појасот за зло време додека ни силуваат фамилијата. Ке ме банирале на YouTube, ќе го преместам каналот на Rumble, ке ме банирале на Rumble, на Odyssey ќе го преместам каналот. Но нема да престанам да зборувам, се разбираме, ни сум престанал, ни пак ќе престанам. Ова се мои мислења, ја колку што се сеќавам, според овие ретардиве кои што не водат моментално, ова е демократија, така. Во демократија секој има право на свое мислење. Па така и јас. Ја не поттикнувам на војна, јас само ви кажувам што ви прават моментално. Оти нема да ви го кажа тоа ниту на Сител, ниту на Канал 5, ниту на Прва. Па за тоа и го правам ова на македонски и за македонци. Повторно. Обрнете внимание на ова затоа што е крајно битно. Се додека ние чекаме некој да ни каже како ќе биде, ќе се ногаме во ситуацијата во која што моментално се ногаме. Од сите страни напупени. Така да престанете да слушате СДСШ и ДПШ што ќе ви каже и гледате што реално се случува во светот, затоа што не ви ја кажуваат реалната состојба. Еве за почеток. Ќе почнеме со првата точка која што е многу битна, а тоа е 75 години постоење на НАТО и муриканскиот рак и агресија во светот. Вас ви кажуваат како тоа ни се стратешки партнери. Кои се тие стратешки партнери кои што терористи, кои што се обидуваат да ви уништат државата, ја убиваат вашата војска, полиција и цивили, ви ги носат во собрание и ви ги прават министри за одбрана и председатели на собрание. Кои се тие стратешки партнери? Зошто не ги однесоа напаѓачите или нивните фамилии од 11 септември да бидат конгресмени и сенатори? Зошто тие не ги однесоа? Значи, уште ќе ви кажам, овие муавети на ДПШН и на СДСШ, како калето нас не е стратешки партнер, да ги заборавите. Значи, нема поголем непријател на Македонија моментално од оваа НАТО агресивна ламија која што моментално владее во Македонија. Шиптарите ни ги направи да бидат од терористи, моментално и пратеници и министри и да ни царуваат у наша земја со крв борена. Така, евака сега 75 години отиде Мицитакис да слави таму со оваа баграва која што моментално владее во светот. Еве да видиме што тоа толку направиле за 75 години. Јас ова го објавив, сега сакам па да ви го објавам да видиме што толку направиле за 75 години. Нели, да се потсетиме кои се Америка и останатите членки на НАТО. Don't invade. Democratic countries actually don't invade their neighbors. Democratic countries don't harbor terrorists. Democratic countries don't use weapons of mass destruction. Да не ви е незгодно? Прашувам за вие што се горди оти сме у НАТО. Да не ви е незгодно малку? Don't use weapons of mass destruction. Еве ви го НАТО. Во името на демократијата. Значи да подсетиме, од почетокот 1950 година, тоа се 75 години. Сите овие работи што ги гледате овдека, сето ова е НАТО, Мурика и нивните партнери. 1 тон, милиони мртви цивили. Тоа е НАТО. Со ова ние моментално се гордееме. Само да ве подсетам сите оние кои што мислат дека нели не знаеме за што зборуваме, нели. Ние моментално плакеме на овие како да ви кажам, бесни кучиња да го прават и ово понатаму во светот. Сега го прават во Палестина, да не забораваме. Таа е таа НАТО екипа која што моментално убива безброј цивили во Палестина и ние го гледаме тоа во живо. А ова е нели како што веќе кажавме, децении наназад. Може да го најдете ова видео кај мене на Facebook профилот.
чисто за оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за НАТО и за борбата за демократија во светот. Не ми се верувате, видеото може да биде малку подолго, но знаете дека овие видеа најчесто и не се очигледно лесни за гледање. Гледам дека на многу луѓе им е тешко, така да посебно ние дома кои што навиваат за другата страна поради не знам кои причини. Но како идеја да видиме кој го води НАТО. Значи да не забораваме дека НАТО е воден од една многу битна личност која што очигледно е изгубена во свемирот. Значи еве да видиме двете најдобри изјави кои што ги имавме од Бајден, кој што очигледно значи не знае кај се наоѓа веќе, не заборавајте дека ова е практично директорот на НАТО. Nations have stepped up when it counted to stand with Ukraine. I've said before, Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war, and we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Президент Путин. You can beat President Putin. Каде се наоѓам? Значи, каде се наоѓам, драги гледачи, не знам каде се наоѓам. Еве, гериатрија Джо strikes again. Зеленски вика, сега вика ти ви каже, вика председателот Путин, вика председателот на Украина, вика како ќе отепаме Путин. Во исто време, значи, ова може да видите исто на самиот самит. Значи, уште ќе напоменам, не заборавајте дека овој човек е одговорен за 50% од нуклеарното оружје во светот. Значи, оваа велесила Мурика мисли дека е паметно да ги остави, значи замислете оној нуклеарен фудбал е во рацете на ова сенилна будала. Значи, замислете кога една од најголемите велесили во светот одлучила дека оваа сенилна будала треба да биде одговорна за 50% од нуклеарното оружје во светот. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. Вика, јас не би го одбрал, вика, Трамп да биде подпредседател, вика, ако не очекував дека е квалификуван да биде подпредседател. Овој е човекот кој што вас ви ја води алијансата и Мицитаки се отиде таму да им ги лиже, нели, пошто ние сме НАТО, како беше, ние сме дел од оваа екипа, да не забораваме дека ние годишно им плаќаме на екипа за во што го прават. И значи вака изгледал прилика постерот на НАТО алијансата моментално, посебно за оваа 75 годишна нели прослава. Сега, да не забораваме кои се главните работи од каде се тоа потекнува. Значи, денес ќе обработиме неколку битни прашања, и кои првото нормално мораме да обрнеме крајно внимание на конфликтот помеѓу Русија и Украина. Затоа што веќе сме во некој стадиум кај што се излегува од контрола и тоа ќе го покажеме денеска нормално, со тоа што потоа ќе поразговараме за обидот за убиство, атентат врз Трамп, ќе поразговараме за Хезболах и Израел и ќе поразговараме за Кина и Америка. Тоа се работи кои што моментално се случуваат и пак ќе напоменам. Дали вие ви се допаѓа или не, никој не ве прашува, се разбираме. Значи работите се моментално во движење и што го гледам, на вистина излегува од контрола и обидот за атентат на Трамп денеска само покажа дека она што го гледаме на вистина излегува од контрола и ќе покажеме со докази зошто и како тоа се случува. Да видиме што има да каже Дарт Вейдер, се извинувам, Јенс Столтенберг, тоа е нели шефот на НАТО. Значи да видиме што има да каже, ова беше пред само еден месец и што уствари беше главната тема на ова средба 75 години агресија на НАТО, да видиме што има да каже во однос на партнерите и како се обидуваат да ескалираат војната со Русија. The time has come for allies to consider whether they should lift some of the restrictions they have put on the use of weapons they have donated to Ukraine, because especially now when a lot of the fighting is going on in Kharkiv, close to the border, to deny Ukraine the possibility of using these weapons against legitimate military targets on Russian territory makes it very hard for them to defend themselves. So to be Значи, моментално господинов Дарт Вейдер, Јан Столтенберг, кажува дека треба да се дигнат сите рестрикции на украинските оружја и се што моментално имаат да може да го користат за да удрат длабоко во Русија. Се разбираме? Значи, во исто време, вие практично промовирате зголемување на оваа војна и проширување на оваа војна. Да не забораваме дека предупредувањето од другата страна беше многу јасно и кажаа дека онаа земја која што ќе дигне рестрикциите и ќе ги дозволи на Украина да користи оружје за да удри на Москва, за да удри на, не знам, други градови кои што се доста подалеку, Санкт Петерсбург, поема немам, останатите кои што ги имаат во, да речем, оној рейндж каде што може да удрат. Значи,
веднаш ќе биде автоматски вратено врз овие држави. Не врз Украина, туку врз овие држави, со тоа што Путин кажа многу едноставно. И тоа, ако не се лажам, беше добро земено како пример. Значи, оваа земја која што моментално се наоѓа до Австралија, зборуваме за оној мал остров, кој што Нова Каледонија, кој што е моментално под целосна контрола и нели во сопственост, буквално тоа е територија на Франција, каде што буквално значи домашното население, затоа што моментално се сузбива демократски, се дозволува на оние кои што се дојдени од Европа да имаат повеќе права практично од домашното население, посебно во однос на гласање. Значи Путин кажа вака: јас ќе им дадам на сите оние колонии кои што се обидуваат да се ослободат од Франција, од Англија, од останатите, ќе им дадам оружје кое што им е потребно за да се ослободат. Па вие слободно дајте и на Украина, нека удри во Русија. На тој начин очигледно ќе имаме tit for tat за она што моментално го прави Западот. Значи да не премногу ќе биде ако пуштам целото видео, значи сега овдека се разговара па дали англичаните, па дали американците, како и да е. Главната тема на НАТО самитот е буквално тоа: дали да се дигнат рестрикциите и да се дозволи на Украина да може да удри длабоко во Русија. Зошто би го правеле ова ако не сакате директен конфликт со Русија? Значи моментално последната шанса за НАТО да остане тоа што е отварање на поголем конфликт во кој што уште посилно би ги зближиле овие, нели, демократски земји во одбрана на земја која што до вчера не знае каде се наоѓа на мапата. 32 allies states very clearly that China is a decisive enabler of Russia's illegal war against Ukraine. We represent 50% of the world economy together, and it's first time that all NATO allies states this so clearly in a agreed document. It cannot continue. Значи сега да не дозволуваме нели сето ова да одзема премногу време. 10 јули ова е една од главните работи кои што се одлучени на 75 години агресија НАТО самитот. Значи вели вака: сите членки заедно на НАТО одлучиле дека Кина е крива нормално затоа што помага на Русија да ги надмине санкциите со оружје и така натаму, да не должиме. Наедно значи се овие НАТО земји сега одлучуваат дека треба да санкционираат Кина. Дали гледате каде оди ова? Значи се повеќе одиме кон одделување на два јасни блока, во кој што очигледно едниот блок нема намера да се бори со другиот, но првиот прави се што може за да се бори. Се разбираме зошто е тоа така? Значи тоа е стандардна работа која што сме ја гледале секогаш кога имаме една империја која што умира. Ниту една империја не умрела без пролевање крв. Ниту една. Без разлика дали е римската, дали е англиската, дали е холандската, дали е португалската, не постои ниту една колонија која што не умрела, престанала да постои без при тоа да пушти колку што може повеќе крв, затоа што ниту една земја нормално не сакала да го даде приматот во светот, се разбираме. Па така и овде. Очигледно, значи приматот полека преминува во БРИКС, тоа го гледаме со што повеќе членки кои што моментално влегуваат во БРИКС и така натаму, и нивната финансиска моќ, и сега веќе немаа што да направат, прават се што можат само за да го забават или барем да го окрвават ова префрлање на моќ од западот кон истокот, кое што е невозможно да престане, ниту еднаш ваков процес не бил запран, без разлика колку била моќ на империјата, и империјата на Рим била 1000 години, но на крај варварите седеле на престол, сите го знаеме. Тоа, значи дошло ред буквално германите да ги освојат кои што за нив биле дивјаци. Она што сакам да го кажам дека ваков тип на фацки како Дарт Вейдер немаа друг избор, освен да пробаат се што можат за да задржат примат, затоа што очигледно НАТО оди во историјата. Сега да не забораваме дека на истиот овој самит повторно не му дадоа на Зеленски, односно Украина, понуда да се приклучи кон НАТО. Значи моментално Украина го доби, како да ви кажам, со сета сила го доби. Значи, јас мислам дека единствена земја која што го добила повеќе од Македонија, од овие проевропскиве и проамериканскиве земји, е само Украина. Значи, ние не пупат веќе 20 години, ама Украина успеа другарче генгбенг да им направат за овие последни 3 години како никој. Значи, сега ќе го демонстрираме тоа. Да не забораваме дека овој, како го вика Чистачов, председателов на Украина, значи кој што беше градинар на претходниот НАТО самит, ја знаете сликата кај што сите стоат заедно, он стои настрана, гледа во грмушките. Значи да не забораваме, сега повторно истиот изјавува, вика апсурдно е, вика што НАТО вика се уште нема дури ниту временска рамка во која што потенцијално би понудил на Украина членство во НАТО. Да не забораваме што се Украина направи, сега тоа ќе го демонстрираме поред. И нормално да не забораваме дека треба јасно да гледаме
кој победува во овој. Значи не е дали ни се допаѓа, пак ќе ви кажам. Значи вас може да ви се допаѓаат многу работи, може да не ви се допаѓаат многу работи, реалноста е сосема поинаква, се разбираме. Сега. Значи да не заборавиме дека Украина ги праша натовци за една многу битна работа, а тоа беше НАТО да помогне и да овозможи no-fly zone over Ukraine, односно да имаме зона во која што сега пак НАТО ќе ги соборува руските хеликоптери и авиони кои што моментално имаат целосна превласт врз целата територија на Украина, да не заборавиме дека НАТО каже дека такво нешто нема да се случи. Значи во исто време ви кажува, вие борете се за демократија, за да не заштитите нас, вашите луѓе нека умираат, а во исто време ние нема да направиме ништо за да ви помогнеме, посебно она што највеќе ви треба, затоа што Русија има целосна надвласт кога станува збор за воздух, значи целосна надвласт, и тоа е главната причина поради која што моментално Украина дебело ја губи војната. Повеќе има, но ова е главната. Значи еве го истиот Дарт Вейдер кој што вели дека нема такво нешто да се овозможи и нормално тоа се уште нема да се овозможи. Сега, да не заборавиме дека F-16 им ветуваат колку веќе? 2 години уште од почетокот на војната им ветуваат. Така, јули 14, значи тоа е денеска најнова вест, Kyiv Independent. Значи ова е самата украинска новинска агенција која што вели се очекува 20 F-16 да дојдат до крајот на 2024 година, вика од кои првите вика 6 ќе пристигнат ова лето. Лето, дечки, заврши. 6 авиони против цела ескадрила и воена моќ на Русија, која што моментално по војска е прва во светот, знаете што е? Смешно. Што ова е катастрофално. Значи, вие им ветувате некој си магично оружје и им давате 6 вакви. Како може 6 авиони да се борат против овој магнат, воен магнат кој што се нарекува Русија? И ќе им дале 20 до крајот на 2024 година. Не знам како да ви објаснам. Со тоа што уште една интересна работа која што многу пати не се спомнува, но јас ја видов нели од многу експерти кои што зборуваат, вели за да не ги уништат F-16 авионите, затоа што може да ги уништат и да ја земат технологијата, ако овој авион падне на руска територија, погодете што? Ќе го разглобат до штраф и ќе видат се што има посебно за него. Вели, овие авиони вика ќе бидат вика во Романија или Бугарија или Норвешка и ќе се користат само кога треба да се удри во Русија. Со тоа што пазете сега до кој степен на перверзија одиме кога станува збор за овие западни свињи. Вели, ќе ги симнеме вика F-16 вика само на едно место во Украина, за да се рачуна дека овој напад бил од Украина, вика, и од кога ќе удрат вика ќе се вратат повторно вика во НАТО база надвор од Украина. И Русија вели вака: ние вика ќе ја бомбардираме базата во која што ќе се вратат без разлика во која земја се наоѓа. Значи веднаш ви кажуваат дека вакви глупости, значи ова не е фудбалска утакмица, вие не можете да си измислувате правила од и така вас ви одговара ова е офсайд или ова не е. Значи гледајте до кој степен на перверзија оди оваа западна свинска цивилизација. Значи ќе ги симнале во Киев или не знам негде во Украина, колку да се рачуна дека полетеле од Украина. И што сега, Русија ти рече као, па добро, најавте дупка во правилото и еве ние нема да направиме ништо. Значи, гледате ли до кој степен на провокација оди Западов, за да испровоцира поголема војна и оваа војна да испадне од Украина надвор. Која што очигледно Русија немаше намера да го направи. Тоа ако имала, до сега ќе беа во Полска, ќе бомбардираа во Полска, у Романија, у Бугарија, така. Значи, очигледно немаат намера да го направат тоа. А Западот прави се што може за да испровоцира вакво однесување на Русија како да е Израел со цел да ги натера поголемиот дел од членките кои што моментално очигледно не сакаат да учествуваат во ова, како Австрија, како Унгарија, значи да се приклучат, се разбираме. Вели Европа и вели на Украина на почетокот на оваа година ќе добиете половина од муницијата која што ви ја ветивме до март. Значи, да не забораваме дека овие 1 милион зрна кои што ги ветуваа за таа посебна муниција која што е потребна за артилеријата на Украина да работи постојано, беа ветени дека ќе бидат доставени до декември, во текот на претходната година. Они до декември не успеале ниту половина, а вели вика до март ќе ви доставиме половина од тоа што ви го ветивме. Многу е лесно да испаднеш и да кажеш на сите, ние има да произведеме 10 милиона зрна и сите ќе ги дадеме на Украина. Очигледно не е така лесно да го направиш тоа. И не заборавајте дека сите овие информации доаѓаат од прозападни медиуми. Уште еднаш морам да го напоменам тоа, затоа што прозападните медиуми се оние кои што постојано вршат буквално пропаганда, додека источните медиуми се целосно забранени. Значи се тоа што гледате моментално се информации кои што доаѓаат од западни медиуми. Замислете колку е реално лошо ако западните медиуми си дозволиле вакво нешто да кажат. Значи пак не заборавајте. Вие ветувате на земја која што изгубила пола милион жители.
како војници така цивили во војна со Русија и не успевате ни половина од тоа што им го ветеле да го дадете, а очекувате дека они понатаму ќе продолжат да крварат за вас. Во исто време, еве го, Radio Free Europe вели, не само што не можат да го достават, пазите што вели, EU shell production capacity supplies to Ukraine fall far short from promises. Вели, не само што не може да го ветат, туку вика и тоа што го ветеле, вика, далеку од ветеното може вика да им дозволат. Значи, моментално за оваа си 155 мм, нели, најкористена муниција за артилерија, вели, 31 милион зрна кои што им ги ветуваа. Само да ви го покажам овој дел. Која дискомуникација помеѓу политичари и реалната ситуација моментално во европскиот континент. Вели, после 3 месеци од кога сето ова било ветено, во јуни, така, само да погледнеме значи кога сето ова е направено, да видите дека е ново, значи 8 јули 2024 година, така. Значи овој јуни, пазете сега. Претходната година и да речеме на почетокот на ова, кој да овој Тиери Бретон, европски комесар, ветил дека сега оваа година ќе направиле 1,7 милиони зрна за 155 мм артилерија, а следната година вика тоа дури ќе се зголемело, така. Додека вели во исто време, значи пазите се, ова е сведоштво на луѓе кои што се занимаваат со кои што работат во оваа индустрија. Вели моментално вика колку може да произведе на годишно ниво вика Европа е пола милион. А он веќе ветил 1,7 дури ќе се зголемело. А они не може да достигна пола милион. Значи гледате до кој степен се оди. Значи вие ветувате нови луѓе кои што моментално крварат за вас дека ќе им дадете она што им е најбитно за да продолжат со војна. Вие не можете ниту половина од тоа што сте им ветеле да го дадете. Во исто време имплементирате 14 пакети санкции, како што веќе покажаме во претходното видео. Ова видео ќе биде ставено во предлог на крајот на моменталното видео кое што го гледате, каде што во детали објаснивме дека санкциите на Русија не да не функционираат, туку имаат целосно обратен ефект. Погледнете во тоа видео, таму исто така документирано има објаснето дека овие санкции не функционираат. Дополнително на сето тоа, Саудиска Арабија пред само неколку дена, 10 јули, вели Киев пост, повторно, значи Украина, пак имаат ли причина они да лажат во оваа ситуација кога се сосема на едната страна, така. Саудиска Арабија и се закари на Европа дека ќе ги продаде своите европски обврзници од сите земји во Европа доколку бидат одземени руските замрзнати државни резерви. Тоа ви покажува точно она што јас ви го зборував пред една година наназад, дека ако се дрзне Запад да ги земе овие резерви кои што се дадени од страна на народот на Русија на овие земји како инвестиција, тоа значи дека ако може да го направат тоа на Русија, може да го направат на било која друга земја доколку не им се допаѓа политиката на оваа земја. Вала, прост пример, една од најголемите економии во светот, најголемата сила во однос на производство на нафта, вели, ќе ви ги продадам сите европски обврзници ако го направите тоа на Русија. Зошто? Се враќаме на оно што постојано го зборував. Како да се дрзнете да инвестирате во Европа, кога ако не им се допаѓа вашата политика, може буквално да ви ги замрзнат овие пари и да ви ги одземат. Што никогаш не се случило во финансиските пазари, ова е прв таков случај. Се разбираме? Што значи дека финансиските пазари секогаш биле оставени на страна и биле оставени да бидат неутрални. Сега со тоа што го прават доларот да биде оружје и со тоа што моментално прават да бидат замрзнати овие работи. Било која економија, не Саудиска Арабија, никој не се осеќа значи доволно сигурен дека утре вас нема да ви текне да ми ги замрзнете и моите обврзници. Тоест она што сум го купил. Зошто? Саудиска Арабија само што го прекина договорот за петродолар. Саудиска Арабија само што отиде во БРИКС. Саудиска Арабија само што се приклучи на Mbridge за тоа што практично почнува да функционира со другиот платежен систем на БРИКС, кој што ќе биде официјално објавен во Казан октомври 2024 година. Па како да не им ги замрзнат? Кога се прават обратно од тоа што очекува Западот. Така, нормално дека вака ќе се однесува Саудиска Арабија и многу други. Од друга страна, да не забораваме дека Саудиска Арабија можеби не знаеме колку обврзници има од Европа, но знаеме дека има Саудиска Арабија 135 милиарди долари американски обврзници, кои што исто така може да бидат вратени веднаш, затоа што пак ќе ви кажам, ако ви имате целосно вепенизирање или како да кажам, го користите доларот како оружје. Значи вие го користите доларот како финансиско оружје да ги казните сите оние кои што не ви се допаѓа политиката кај нив. Така, значи ако имате 135 милиарди, тоа се 135 милиарди долари кои што вас ви се во ризик дека утре Америка ќе одлучи да ги замрзне. Се разбираме? Така да ги разбирам целосно. И јас би ги продал 135 милиарди, како што тоа го прави моментално Кина.
Сега, што друго доби Украина? Значи, се е ова поклони за Украина, се разбираме? Значи, пак ќе кажам, нас не лажат со датум, Украина ги лажат со се. Значи, пазите се, 80 до 90% од геотермалната електрична енергија, значи капацитетите за производство на електрична енергија од геотермални извори во Украина се уништени. И 45% од хидроелектричната инфраструктура. Тоа значи дека вие ефективно повеќе од 70% од целата мрежа и производствени капацитети во Украина сте ги уништили. До кој степен? Целосно уништена инфраструктура. Господ нека им е на помош следната зима. Така, моментално јас можам да ви кажам, дел од мојата фамилија се наоѓа во Днипропетровск, значи имаат по 6 до 7 часа минимум на ден без струја. Се разбираме? Значи имаат раци. Очигледно затоа што оваа инфраструктура веќе не може да издржи да ја снабдува целата земја затоа што е уништена. Така. И тоа по големиот дел, верувале или не, струјата која што ја користат доаѓа од надвор. Замислете кога ќе треба да платат таа сметка. Треба да ја платат. Партнерите чекаат, но ќе треба да си платите, не се секирате. Ништо од ова не доаѓа без пари. И да не забораваме на многу битна работа. Покрај фактот дека повеќе од половина милион украинци се мртви, според се уште неофицијални репорти, сега одлучија дека има право и да имаме присилно мобилизирање. Значи да не забораваме на законот со кој што присилно се, значи погледнете, западните медиуми велат па добро се, донеле закон, треба да се бранат, нормално е. Значи ако треба да го браниме газот на Европа, па сега и ако треба присилно да ги мобилизирате, еби га сега, нели? Ние пари даваме, таму треба луѓе да умираат, така. Значи еве, вели конскрипцијата во Украина, односно овој закон со кој што присилно може да биде мобилизиран секој од 25 до 60 години, направи украинците вика да бидат постојано вика мажите, украинците да бидат постојано во криење. Еве да видиме како тоа изгледа. 9 март 2023 година, пазете уште од тогаш. Еве да видиме како изгледа тоа мобилизирање. И тоа од кого? Повторно, Radio Free Europe. Да не заборавиме. И сега една многу интересна работа. Ако прашате што се случува моментално, ќе ви речат ова е следниот волонтер вика за возење на Пантер тенкови или на Абрамс тенкови. Значи луѓе си кажуваат отворено што е ова, нели? Еве, Радио Слободна Европа. Луѓе ќе ви кажат сега и во Украина. Люди, які залучені до цієї роботи, насправді такі самі мобілізовані і кілька місяців тому або кілька днів тому прийшли на службу. Вони ще недостатньо були навчені поведінки, особливостям цієї роботи. І да видите како изгледа. Значи вака криминалци собираат, а не луѓе доброволци за на фронт. Ну, на самом деле говорить об одиночных случаях, если только у меня произошло. Се тоа е, нели, доброволци за увојна, се разбираме, е исто уште едно интересно видео, се има многу примери, значи многу примери. Но како и да е, вака изгледа, значи кога регрутираат таму доброволно. Овдека само на крајот сакам да ја кажам дека не ги боли ништо, значи буквално те носат и детко. Кого хотят, того и берут. Вы понимаете, у них, видите ли, работа такая, забирать военкомат. Воевать никто не хочет, вы уже все задолбали своей войной. Позабирали всех мужиков, всех ребят, уже половина попохоронили мы, зятя, брата, всех на свете уже, блядь, один остался. Ребенок инвалид у нас, ничего. Паспорт, а вот видите, как вы вырываете? Отдать паспорт! Квитанцию сюда верни, уважай! Так, вот, ребят, видите, вот, ребят, Значи, само уште ќе напоменам, не заборавајте дека целата оваа ситуација, сите овие кои што се регрутирани, по големиот дел нив веќе нема да видат белтен, затоа што тренингот кој што го добиваат е смешен, после 2 недели се пратени на фронт во ров. Имајте го тоа пред следен пат кога ќе нели ви кажат за НАТО стандардите и за демократијата и брањето на истата, па така се брани демократијата. Ова е направено од Congress.gov, значи ова е официјален документ на Мурика,
каде што може многу лесно да го најдете, само запишете го ова. Значи ова е до 18 август 2023 година, што значи дека практично на цела година наназад. Ова е единствениот документ кој што успеав да го најдам, каде што барем се спомнува прилика колку луѓе загинале во Украина. И сега пазете, ако ова они се дрзнале да го објават, замислете која е реалната бројка, се разбираме. Вели вака, значи сега нели тука на Русија 300.000 мртви, 120.000 и 170 ранети, као демек тоа е вкупната бројка на луѓе кои што се извадени од војска, нели. Со тоа што вика во Украина, само да видиме каде е тој дел, 70.000 мртви и 100 до 120.000 ранети. Значи ако они се дрзнале да го објават тоа со 70 до 120, замислете колку реално се случува. Значи тоа е катастрофа што можам да замислам ако дошло ред да треба да се прави значи мобилизација на сила во земја која што има 45 милиони жители. Значи тоа значи дека веќе нема војска и дека нема начин како да ги најдете затоа што сите доброволци веќе се на гробишта. Се разбираме? Значи во 45 милионска земја вие треба да правите присилна мобилизација и да не заборавиме официјално според УНХЦР вели 3,7 милиони се раселени внатрешно, а 6,3 милиони се раселени надвор од Украина. Тоа значи дека 6,3 милиони тоа е оприлика како му до една петина, една шестина оприлика. Од земјата се иселила. Значи сигурно не се враќаат. Веднаш ќе ви кажам, значи 1/10 може ќе се врати, нели, оној патриотски, да речем, дух потенцијално. Не се враќаат со оглед на фактот, гледате што се случува, значи катастрофа е моментално. И во исто време да не забораваме дека еве како изгледа мапата. Значи ова е нивната Live UA Map, значи ова е нивната мапа официјално, каде што можеме да видиме активно дека 25% од вкупната количина на Украина е под директна контрола на Русија, со тоа што сега имаме дури и во горниот дел, значи уште два нови дела кои што се завземени, значи зборуваме активно се војува по големиот дел од да речем границата помеѓу Украина и Русија, која што веќе е далеку, што може да видите овдека, значи имаме голем појас кој што е завземен на руските трупи, со тоа што ова е интерактивна мапа која што можеме да видиме од октомври 10 преку јануари до моментално април 29, ова е единствената која што успеав да најдам, значи каде што можеме да видиме, гледате. Значи цели градови се завземаат. Тоа е Авдиивка, погледнете, значи за 3 месеци Авдиивка е целосно под контрола на Русија и сега веќе и овој цел дел е завземен, но ова е само да ви покажам како моментално напредува Русија. Очигледно Русија нема потреба да прави Stormtroopers како што тоа го правиле, значи нели германците, очигледно ова е војна на како што они го нарекуваат тоа attrition, и сега не знам како би било на македонски, но ова е југо-источниот дел од фронтот, каде што можеме да видиме дека постепено, постојано напредува фронтот и постојано се завземаат големи градови. Тоа беше прво Бахмут, потоа беше Авдиивка, сега продолжуваат со Часивјар, значи ова е северо-источниот дел да речеме, каде што исто така можеме да видиме како напредува, значи активно напредува руската армија преку истите датуми, значи постојано имаме напредок на целиот фронт. Иако вас ве ветрува дома дека немало напредок, дека тоа било стагнација, дека биле укопани, не. Напротив, и тоа големи градови паѓаат, како што веќе кажав, Бахмут, Авдиивка, Часивјар, тоа се енормно големи градови кои што се фортифицирани веќе 10 години. Значи 10 години биле под контрола на Украина и сега паднале дебело фортифицирани и тоа збришани од мапата, до тој степен уништени. Затоа што ова е, уште еднаш ќе напоменам, војна War of Attrition, како што го нарекуваат, каде што едната страна се обидува да предизвика другата страна да изгуби што повеќе војска, што повеќе материјали и при тоа не напредува, само го изнемоштува непријател. И тоа моментално ние го гледаме. И затоа Западот тоа го представува како, а видите, Русија не може да напредне. Напротив, гледаме огромни загуби кај украинската страна, покрај фактот дека едноставно не напредуваат. Значи многу постепено напредуваат, секој од овие напредувања е подкрепен со соодветни фортификации, со цел ако дојде контраофанзива да може да се одбранат, како што беше случајот со летната контраофанзива претходната година на Украина, каде што изгубија официјално повеќе од 250.000 луѓе за едно село. Тоа ви кажува колку оваа фортификација на русите е очигледно добра, како и да е. Она што сакам да го кажам е дека имате енормна загуба кај украинската страна. Еве ви ги во оваа ситуација Обединетите арапски емирати, не јас и многу други земји велат дека санкциите против Русија не функционираат. И уште ќе напоменам, погледнете во видеото
кој што ќе биде во предлог на ова видео, каде што детално објаснуваме дека нивните западни страни, вклучувајќи ги Светската банка и Светскиот монетарен фонд, кажуваат дека не функционираат овие санкции. Дека ништо од овие 14 пакети, највеќе во историјата на светот санкции кои што некогаш ги ставиле на некоја земја, не функционираат. И гледаме дека полека западната страна се спрема за потенцијално губење на оваа војна. Вели, дали користењето на западни оружја во Русија ќе и помогне на Украина да ја смени војната? Не! Значи, ова е само единствено што фали е одговорот. Не! 1 јуни 2024 година. Уште еднаш да напоменеме, како тоа ќе се случи? Како? Преку ова ли? Како? Де објаснете ми, само да видам каде беше. Вака ли ќе се случи со ова? Ви ветувам, а не ви давам. Ви ветувам 6 авиони. 6 авиони ќе ви ја сменат војнава. Да, 6 авиони може ќе направат промена ако има војна помеѓу Србија и Косово, но не помеѓу Украина и Русија, каде што имате линијата моментално помеѓу нивната гранична линија, онаа борбена линија која што се наоѓа е илјадници километри долга. Што ќе сменат 6 авиони, кажете ми вие? Значи ова е смешно што се случува. И сега наеднаш поставуваат вакви прашања типот, па ете гледате, ние им дадовме оружје, а они не знаат да го користат. Колку пати до сега сме го покажале тоа. Следно вели. 21 мај 2024 година украинските западни партнери треба да се плашат од руска победа, а не од руски пораз. Значи, уште еднаш, го плашиме целиот народ дека ако победи Русија ќе отиде во Финска, па ќе освои Норвешка, па не знам кај ќе нападне во Романија и во Бугарија. До сега ниту такви изгледи има, ниту пак Русија се забрзала да стигне до Лвов во западната граница на Украина. Така да овие приказни ќе видиме до кај ќе одат кога Русија ќе престане со напади, кога конечно ќе ги направи своите стратешки цели. Повторно, дали тоа ќе случи, јас не можам да знам. Но оно што сакам да кажам е дека овие западни мајмуни ќе треба многу да објаснуваат пред своите граѓани зошто Русија не продолжила кон Париз. Се разбираме? Но останува да видиме како и да е. Можеби јас сум грешка, нели? Останува да видиме. Како и да е, сите знаеме како се тоа почна, зошто се случува се тоа и како се тоа ќе заврши очигледно. И сега наеднаш доаѓа ситуација, Центарот за европска реформа од Брисел, да не заборавиме, нели Брисел, Лондон, Берлин, таа екипата, вели, па има ли врска ако Украина изгуби? 24 април 2024 година. Значи ова е класична припрема, добро да па сега изгубиле, разбираш, тоа е. Значи како функционира западниот заостанат мозок? Прво ви велат, Авдиивка е непобедлива, Авдиивка е фортифицирана, русите никогаш нема да ја земат. Како русите почнуваат да влегуваат во Авдиивка, они ви велат, добро, ама Авдиивка може, знаеш, не е толку стратешки центар, не е нешто посебна. Русите ја земаат Авдиивка, они објавуваат, Авдиивка е едно село небитно, па ти нема никаква стратешка позиција. Истото е за Часивјар, истото е за Мариупол, значи сите овие големи градови како Бахмут кои што беа завземени, прво беа непобедливи, па потоа не се толку битни и на крајот тоа е некој село го земале русите, нема врска. Значи така функционира еден стандарден заостанат западен мозок кој што мисли дека луѓето имаат меморија колку златна рибка, се разбираме. Само што за жал има некои небањети ко мене кои што водат евиденција за сето ова, се разбираме. И сега доаѓаме до клучниот момент како се тоа е полезно за криптосферата. Да не забораваме дека главната причина поради која што се ескалира сето ова, поради која што се обидуваат да направат што може поголем конфликт е казан октомври 2024 година. Значи тоа ќе биде претседателство на Русија, каде што Западот нема никаков пристап, ни по точка разно, ниту па знаат што ќе се разговара, ниту па знаат што ќе се договори, ниту па знаат како се тоа потенцијално би напреднувало, затоа што они немаат пристап во Русија. Да не забораваме дека направија и терористички напад во Русија, 2, не 1, да не забораваме дека моментално ја терат Украина да нападне што подлабоко во Русија со цел да испровоцира некаков напад врз цивилни цели, врз се разбираме. Значи сето тоа е игра во која што Западот се обидува да ја оцрни Русија пред ова големо проширување, погледнете, значи најавено дека 10 нови земји планираат да се приклучат на Казан самитот, односно самитот на БРИКС, каде што овдека официјално се наброени тие 10, меѓу кои највеќе се очекува Пакистан, Турција, Тајланд, Малезија, Венецуела, Куба, Нигерија и Кенија да влезат. Значи тоа е официјално. Сега ја верувам дека ова е од помеѓу нив разговарано сега, не можам да гарантирам нормално, но претходниот пат кога ги предложија овие земји, тоа и се случи.
Сега гледам дека веќе има најава кои од овие земји ќе влезат, да не забораваме дека Турција е НАТО членка, да не забораваме дека Венецуела и Куба се многу близко до Америка и во оваа ситуација тоа крајно недозволиво за Мурика, да не заборавиме, но како и да е, дали тоа не им се свија или не, тоа не е битно. Моментално БРИКС го прави ова и понатаму и нема да запре за тоа што не им се допаѓа на западниот свет. И многу битна работа, она што ќе го објасниме во следното неделно специјално видео, каде што ќе разговараме за Enbridge, моментално не само што се формира овој блок, се формира и паралелна финансиска структура на SWIFT, која што ќе може да направи овие земји да не мораат да размируваат помеѓу себе финансиски, она размена како држава со држава, со меѓусебна размена на резервни валути, туку тоа да го прават директно и тоа на блокчейн технологија. Значи ова ќе биде енормна реклама за блокчейн технологијата, иако станува збор за CBDC, тоа не го менува фактот дека блокчейн е технологијата, така. Со тоа што официјално ќе биде најавено, значи 12 јули 2024 година, официјално ќе биде најавено кога ќе почне казан, очигледно, дека ќе има посебен Enbridge, колку што можеме да видиме сите, од прилика сега веќе таков е заклучокот, дека Enbridge, платформата која што е изградена од Кина, во која што моментално членуваат Кина, Хонг Конг, Тајланд, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, верувам дека пропустив некого, но како и да е, тоа се основните членки кои што потенцијално ќе се зголемат со сите членки на БРИКС. Во претходниот апдейт за CBDC, кој што исто така ќе биде оставен во видео, значи првото ќе биде, како што кажеме, видеото за руските санкции, второ ќе биде видеото за значи CBDC апдейт, каде што активно видовме дека сите членки на БРИКС и сегашни и идни се спремаат за да имаат свој CBDC проект. Без CBDC проект не можат да учествуваат во Enbridge. Со Enbridge целосно надминуваат и санкции и целосна употреба, како на долар, така и на SWIFT, овој уникатен, прозападен, целосно контролиран од западот платежен систем. Значи дека во оваа ситуација веќе се движат работите во тој дел и се што може да направи Западот моментално е се обидува да предизвика војна со цел ова да го забави. Веќе кажеме многу пати зошто. И уште еднаш, значи Франклин Темплтон, тоа е една од најголемите финансиски институции во Америка, да не забораваме Франклин Темплтон има и свој биткоин спот ETF и е моментално втора по големина компанија која што врши токенизација на обврзници во Америка. Тоа сме го покажале со RWA страната. Вели, замислете си го ова. Дали БРИКС ќе успее да направи детронирање или симнување од тронот на американскиот долар? Да, на долг рок секако. Значи нема тука што да разговараме, се разбираме. Кога вие имате поголем дел од светскиот GDP, кој што моментално се наоѓа во БРИКС, како и значи 90% од колку е таму 70 до 80% од производството на нафта во светот, кој што моментално е во БРИКС преку ОПЕК. Да, значи неизбежно е, не е дали ви се допаѓа вас, се разбираме. Тоа е многу битна работа, луѓе треба да разберат тоа. Нема дали ви се допаѓа, прашање на време е. Значи ако западната страна била толку сигурна дека ова нема да се случи, они ќе пишеле БРИКС никогаш нема да успее да го победи долар. Тоа немало да пишат замислете што ако би. Значи ова е како да ви кажам дека ќе се случи, а да не ви кажам директно, се разбираме. Како и да е. Тоа е се што има околу Украина. Па сега вие размислете ние како членка на НАТО каде се тоа оди и како ова ќе се одрази на нас нормално. Сега доаѓаме до еден од најдобрите делови, зошто Трамп? Значи зошто Трамп? Зошто? Од каде сега најнаш толку им смета Трамп? Да видиме кои се некои од најбитните изјави кои што ги дал Трамп во последно време и да видиме како ова се коси со моменталната неокон прозападна, уште еднаш ќе кажам, крволочна џукела така наречена Мурика, НАТО и ЕУ. If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24. You can break that deal. 100%. It would be easy. That deal would be easy. A lot of it has to do with the money. A lot of it has to do with the military, that we're giving. But I would get that deal done within 24 hours. 24 часа. Поздрав, чао, кисче. Значи, да се разбереме една работа. Оваа багра западњачка моментално вложи се што има, се разбереме. Ова е како играте покер и на овие карти што ги држите во рака ставате се што имате, all in. И сега наједнаш замислете, 360 степени се менува се со промена на претседателот на Мурика.
И да не заборавиме, значи наеднаш имате човек кој што е бизнисмен, иако мене не ми се допаѓа, значи тоа не го менува фактот дека е 10 пати поспособен од гериатрија Џо кој што не знае кај се наоѓа. И сега замислете кога се гледа кој ќе победи, очигледно е, така. Замислете да дојде некој кој што вие сте инвестирале како 100 и колку е, 180 милиарди долари, ако не се само Америка има инвестирано во овој проект Украина за ослабување на Русија. И наеднаш доаѓа Трамп и вика 24 сати мир. Седнуваме и го средуваме ова. Нормално, затоа што целата поддршка, па добри 80% од поддршката која што доаѓа за Украина, доаѓа од Америка. Што значи дека еден човек кој што е нели во оваа ситуација врховен командант на војните сили на Америка може да одлучи дека тука завршува се. Ете затоа не им одговара. Од друга страна да не забораваме една многу битна изјава која што ја даде пред само една година. NATO was busted until I came along. I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. I came in, I made a speech, and I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Most politicians. И сега што правиме? Што правиме кога лидеров на НАТО, пред тоа гериатрија човека, колку ти треба? 60 милиарди, одма. Колку у тебе ти треба? 30, одма. Да, за Украина, за Израел, за Тајван, нема проблем. Значи ќе војуваме на 10 страни. Одлично, јас зашо викам. Дедо Мраз, дај молим те нека тепат Бајден некако, мада сега после овој обид за атентат, тука заврши приказната, се знае кој победува, значи тука нема што да се разговара повеќе, само ќе направиме малку мовет околу сето тоа зошто се случило баш сега. Уште еднаш ќе напоменам. Очигледно е дека нема бегање, се разбираме. Значи сите знаеме кој ќе победи. Од друга страна има, значи сериозен страв. Погледнете, ова е февруари 2024 година. Дека Трамп ќе извади Америка од НАТО. Значи дека ти каже ова не функционира. Ние не можеме да плакаме за сите земји во Европа, а моментално НАТО е тој кој што плака за Сизиром. Америка е таа која што плака за цел НАТО. Се разбираме? Значи она буквално покрива за сите. И во оваа ситуација значи има голем страв посебно кај овие демокративе. Дека овој лудаков ќе ги извади од НАТО и дека ќе се распадне алијансата и дека 75 годишнина дека им биде последна. Е сега, што е најголемиот проблем? Значи они се обидува на секаков можен начин да го дискредитираат и уништат овој човек. Се разбираме? Значи post-election lawsuits од 2020 година кога престана да биде председател, има 62 тужби, се зборуваме отворени судски процеси против него. 62. Зошто е ова толку битно? Значи, прво треба да размислиме една работа. Нели ова е најголемата демократија во светот. И да не заборавиме дека они имале пред тоа многу афери. Watergate, Никсон, Бил Клинтон и секретарката и екс други, има ентон, така. Но ниту еден од тие ниту бил макшот направен, ниту пак бил случај против него отворен. Оваа ситуација против овој човек се отворени 62 случаи. Значи, без разлика на тоа што они се бламираат пред цел свет, си дозволиле целосно да го уништат угледот на овој човек и нормално главната работа беше да го стават во затвор. Меѓу кои некои од овие случаи се доста сериозни. Повторно, не ме интересира ако направил нешто некој одговара, мурикански председател ќе оди во затвор, супер. Така, мене ми одговара. Но идејата која е? Они се направија се што може да направат да остават во затвор за да не успее да се кандидира. Дечкото успеа да се кандидира и успешно победува. Сите кандидати од републиканскиот дел ги победи, очигледно останува само уште гериатрија Џо да го победи, што е како да ја кажем, тоа е како heavyweight чемпион в боксинг да се тепа против аматер од две категории подолу. Значи така прилика изгледа моментално борбата помеѓу нив. Со тоа што ќе дојдеме не се кидете до самиот обид за атентат, се ќе објасниме дури и некои интересни работи кои што ги видов околу сето тоа. Значи они си дозволија да паднат до тоа ниво, да го натераат да отиде, да се слика
макшот да си направи затоа што официјално нели во еден од овие случаи беше најден како виновен. Значи си дозволи да се бламира пред цел свет само да го отцрнат овој човек да не дојде на власт. Затоа што ќе ги извади од НАТО потенцијално. Дури да не го направи, тоа ќе има големи промени. Затоа што војната во Европа која што, во Украина која што велеа дека сигурно ќе ја победат, нема да ја победат. И ќе заврши во еден ден, се разбираме. Значи сето ова моментално представуваат работи кои што на западот му се недозволиви. И радо би да се оцрни сето ова, да го остават моментално Америка да биде резил пред целиот свет, само да не дозволат истиот моментално да го направи тоа што планира. И не е битно да го отвориме овој артикал, битниот дел е, значи Доналд Трамп вика доколку успеат да го променат сето, да го средат целиот овој процес да се најде виновен, во некој од овие случаи ќе треба да оди во затвор. Сега да им кажеме на интересна работа на овие ретардирани дека нивниот устав дозволува човек од затвор да биде председател. Ете, тоа може да им се случи. Значи, нив и тоа им е дозволило само да пробаат се што можат да не дозволат Трамп да биде председател. Еве што се случи, значи ова е официјалното видео, ми го прати уште 3 сат се пајле на Горан Секова чесот Кавадарци, дечко, ти благодарам другар. Значи, еве како изгледа сето тоа. Take a look what happened. Вакво реалити шоу нема ни на Netflix серија, еј. Сега овој дел е права Netflix серија, гледајте го последниот дел. Леле, не знаат што промашија, значи не знаат што промашија. Овие истата ситуација кога направиле атентат на JF Кенеди, кој што се обидува да го уништи израелското лоби, сите знаат во светот, значи зошто е убиен. Мислете му што ќе се случи сега дечко ако победи на претседателските избори. Значи веднаш ви кажувам, овоа ќе биде една од најголемите лов на вештерки кои што некогаш сте ги гледале, значи пред нас е едно тешко реалити шоу, зошто сега, пазите сега. Сега ставете се во кожата на Трамп. Сте бил председател на Америка, покрај, значи никој не веруваше така нешто ќе се случи, сите беа крајно против, значи кажуваа дека нема шанси, ако биде избран, не знам, харикири ќе си правам на телевизија, беше председател, така. После 4 години успеа да ја изгуби, нели, следната трка и сега најнаш тука почнуваате глупости, вие значи буквално правите се што можете само да го пикнете човекот во затвор, значи удирате по неговите животни финансии, значи крајно страда со капитал затоа што мора да се брани, има 62 случаи против него. Значи нема што не сте направиле за да го запрете човеков да не се кандидира повторно и он пак се кандидира. Очекувате дека негова партија нема да го поддржи, негова партија го поддржува. На крајот од сето тоа, пробувате да го убивате човеков, вие успеате само пирсинг на десното уво да му ставите. И сега замислете кога типов ќе дојде на власт. Значи замислете, само замислете. 4 години од јануари 2025 година, дечкото влегува на власт. Значи замислете што ќе направи на сите овие кои што се обиделе ова да му го направат до сега, кога повторно ќе има целосната власт во Америка. Само ви оставам на вашата креативност, а ние сето тоа ќе го гледаме од јануари 2025 година. Ако не успеат да го средат до јануари 2025 година, мислам дека после тоа веќе има џабе, но како и да е ќе биде интересно за гледање, уште еднаш ќе напоменам, ова е крајно позитивно за нас. Значи добро е што дечкото преживеа. Ако не преживееш, очигледно можеби следниот републикански кандидат немаше да биде толку прокрипто, така да нели нека ни го чува
кој да е овој, сега ја не верувам во Господ, ама вие верувате, Севишниов, немој да ни го убиваат, барем додека стане председател да ни легализира и биткоин, да тргне САП 121 кој што е поставен од СЕК и од Бајден, значи немојте веќе ме молам. Но во исто време да не забораваме дека ова не е прв таков случај, дека на 6.6.2024 година, значи председателот на Словачка излезе и кажа дека бил направен неуспешен обид за убиство на истиот поради неговите ставови во војната со Украина. Да не бе потсеќа на нешто. If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. Значи да не е случајно ова слично. Ја не знам како до сега на Орбан не пробале да му го направат ова. Уште еднаш ќе напоменам, ова не се коинциденции. Може би вас така ви изгледаат, но ова не се коинциденции. Ова се, самиот председател кажува, не јас. Значи моментално имаме целосно шиканирање од овие западни копелиња на секој кој што не се сложува со нив. Секој кој што мисли дека не треба да има војна во Украина, има целосно шиканирање. Да не забораваме дека моментално Орбан и Унгарија се под санкции. Значи, санкции моментално Унгарија има замрзнати средства кои што треба да исследуваат неизе, во однос со тоа дека е членка во Европска унија, кои што не ги даваат само затоа што не ја поддржува војната, затоа што Орбан отиде и разговараше со Путин. Додека цела Европа ние не зборуваме со никој, Орбан отиде поштено и си го посети типот. И сега гледате што вика Орбан. Орбан вели, чекам вика некој во Америка да дојде вика на чело нормален, за да можем вика да разговарам со него и да средиме ваа ситуација. Очигледно и еден од председателите на Европска унија ви вика другар, се што е останато во Европска унија е ненормално. Од председатели до овие што се клука и дрци кои што не се избрани, а они кажуваат што ќе се случува, почнувајќи од фон дер Лајна и нели останатите гејропи, како и да е, значи очигледно не е само еден, така. Сега во исто време испаѓа сега, јас не знам, ова се шпекулации. Ова што ќе ви го покажам следното се шпекулации, но битно е испаднало, сакам да ви го покажам. Значи ова е пред само неколку дена, 8 јули, значи 8 јули, ова е буквално транскрипт од тоа што разговарал моментално Бајден со неговите приватни донори. Вели, I have one job and that's to beat Donald Trump. I'm absolutely certain I'm the best person to be able to do that, Господе Боже. So we're done talking about the debate. It's time to put Trump in bullseye. Мада ова е сега, нели, малку преувеличено, со оглед на фактот дека овде он кажува дека време е Трамп да го ставиме, bullseye е мета. Се разбираме? Сега проблемот од целата оваа ситуација е што вакви говори од политичари многу често се разбрани многу директно од нивните следбеници. Ова сега може да биде као, леле, он го видел, па бил фанатик, па сакал да помогне, па затоа го застрелил, како и да е. Значи, ова е кажано пред само неколку дена, 8 јули, денеска е 14, пред помалку од една недела, го кажува ова гериатрија Џо. Сега, интересни работи кои што исто така мораме да ги напоменеме. Не смее да забравиме зошто не смее типов да умре. Значи, треба да ни биде јасно зошто е ова битно за крипто. And I will also stop Joe Biden's crusade to crush crypto. We're going to stop it. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. Значи, се што ни е потребно во еден човек, само не смеат да го убијат. Уште еднаш ќе напоменам, се надевам дека тоа така ќе остане. Значи, крајно е битно да не му остават обетка меѓу двете очи. Значи, добро е што му остави на левото уво. Сега, овој неуспешен обид за убиство на Трамп е буквално картата која што му беше потребна. Јас верувам дека моментално ова што се случи е крајно позитивно за него, значи буквално го направија маченик без да го направат маченик, значи без да умре, се разбираме. Гледате, значи пирсинг на тесно уво не е така лошо и на стари години некогаш да биеш мангуп не е лошо воопште. Јас имам 5, така да во оваа ситуација значи не е лошо тоа што му се случи, само по фраер ќе биде, значи нема никаков проблем. Сега во оваа ситуација многу битни работи кои што ги добив од Брайан Берлетик, знаете, сами тоа е The New Atlas, тоа е една од оние канали и страни кои што јас ги следам дебело.
Значи човекот е бивши маринец, има служено насекаде, посебно во Пацификот за американците. Сега една интересна работа која што мораме да ја напоменеме овдека, која што, како што кажува и самиот, е или краен пропуст, или пак е нешто сосема друго, за кое што нема да разговараме денеска, че нема да навлегуваме во теории, но ова е доста битно. Вели вака, моментално Трамп како претседателски кандидат е обезбеден од Secret Service. Тоа е она, нели, служба на Америка за обезбедување на највисоките представници на оваа држава. Вели како смее да си дозволи оваа служба, која што едно од главните правила е дека кога имаш човек на подиум како претседател, кандидат за претседател кој да е, не смее во близина да има никакви знамења, па дури ни оние кои што ги држат на стапче. Зошто? Вели, една од главните работи која што секој кој што тренира за снайпер ја има е знаме да види како се движи ветерот, со која брзина и во која насока, со цел да може подобро да ја удри метата во која што моментално цели. А вие сте му лупнале на Трамп знаме над главата. Значи вели како смее, вика, Secret Service таков пропуст да направи. Или пак не е пропуст, така. Од друга страна вели, пазите сега, ова е Трамп, значи ова е од друга камера снимано, од страна, а ова на кровот на Трамп е снайпер, кој што единствена цел и работа му е да следи никој да не успее да го погоди, или да биде некаков тип на закана за претседателскиот кандидат. Со тоа што вели, ова е Трамп, ова е човекот кој што стои овдека, значи Трамп, човекот кој што стои овдека, а на единствениот кров од другата страна, значи на кров, како што кажува овдека Берлетик, ако бил некаков тип на специјалец или бивш војник или да речам долго време трениран што и да е, сигурно ќе знаел дека ако излезе директно на кров ќе му се случи ова. Ова е човекот кој што се обидел да го убие Трамп. Замислете вие доаѓа типов на кров буквално спротивно на снайперов. И снайперот не го видел. И чекал овој прво да пука 8 пати на Трамп за овој кораче да го убие. Не знам како да ви кажам, може би сум грешка, може би он е грешка, но ова е нешто што навистина нема никаква логика, но како и да е, останаме на ова. Главната работа што ќе напоменам е Трамп е жив, сега има пирсинг на лево уво, се е супер, нека остане така, само нека дојде на власт конечно во јануари и да ни помогне со крипто секторов, да можеме конечно да тргнеме во следен бул маркет. Значи ова е крајно позитивно за нас, битно е дечкото е жив. Значи друго не е битно, на страна геополитика што многу ќе ни помогне, во ова ќе ни помогне сигурно. А геополитика, како што кажавме, запирање на војната со Украина и Русија е крајно позитивна за крипто секторот. Завршување на било која војна, посебно војна во која што имаме многу клучни ресурси во прашање, овдека станува збор за двете најголеми житници, значи имате ситуација во која што ќе се смири пазарот на прехранбени продукти, посебно во оваа ситуација на житни култури, и на тој начин ќе се намали инфлацијата, затоа што ако се сеќавате, сипе инфлацијата е директно и тоа многу погодена баш од цените на горивата и цените на прехранбените продукти. Прехранбените продукти моментално се загрозени затоа што двете најголеми житници во светот се во активна војна. Така. И ако тоа се случи, тоа ќе сипе инфлацијата, се верува дека ќе се намали крајно многу, а со тоа ќе ја смири и политиката на централните банки и намалување на нивните нели, како што знаете и сами нивните каматни стапки, а со тоа и нормално доаѓаме во бул маркет. Многу пати сме го објаснувале тоа. Следна битна работа која што не смееме да заборавиме. Се уште е активно, се уште е тука, значи немој да мислите затоа што не се случило нешто големо, тоа се заборавило или запрело. Значи се уште постојат активни стравови дека потенцијално ќе има војна помеѓу Израел и Либан. Во оваа ситуација не толку државата Либан, колку Хезболах, тоа е парамилитарна група која што е на страна од војската на Либан и која што директно е поддржана од Иран. Крајно битно. Вашингтон Пост, 10 јули, че ова не е ништо старо. И понатаму се стравува дека оваа војна може да направи голема штета. Со тоа што Хезболах од 2006 година, кога последен пат Израел го нападна и Хезболах победи практично во таа војна, успеа да ги истера надвор овие еврејски копита, се извинувам, заонистички копита. Значи во оваа ситуација Хезболах, како што вели и неговиот Насрала, тоа е нивниот духовен водач, значи треба Израел да биде многу исплашен од потенцијална војна, затоа што во оваа ситуација станува збор за ситуација каде што дури и самиот Вашингтон Пост вели. Значи моментално либанската парамилитарна група има многу повеќе
оружје и многу пострашно оружје од било кога досега. Што значи дека тоа ќе биде многу поголема војна и многу пострашна и Израел ќе биде многу повеќе ставен под ризик како досега, се разбираме. Со тоа што да не забораваме дека сето ова не е толку страшно ако е помеѓу Хезболах и Израел. Повеќе е страшно затоа што Нетањаху најавува напад на сите. Он најавува напад на Хезболах, најавува дотолчување на палестинците, најавува напад на Иран, најавува напад на Ирак и Сирија ако се приклучат, на Јемен, што значи на Нетањаху му одговара било каков тип на конфликт кој што ќе го држи да биде председател, затоа што ако го симнат од председателско место, веќе против него се водат неколку активни криминални постапки и ќе треба да оди во затвор. Што значи дека на председателот на Израел му одговара се, освен да престане војната. И ваков тип на ескалација е крајно позитивен за Нетањаху, не за Израел. Но реално Нетањаху е моментално одговорен со неговиот War Cabinet кој што го распустија, но поголемиот дел од овие расистички копита, значи овој крајно лош апартхеид кој што владее во Израел, се буквално за продолжување на оваа војна, а тоа е буквално на крајно десничарска коалиција која што води моментално Израел. Сега, да не забораваме дека Хезболах и Либан не се сами воопште и дека целта на Нетањаху е да ги воведе овие западни, што ги спомнавме до сега, крволочни копита, да нападат се живо и диво на Блискиот исток. Значи моментално имаме активна коалиција помеѓу Сирија, Ирак, Иран, Либија и Јемен, која што активно ќе се бори против Израел доколку дојде до ескалација против Хезболах. Веќе кажано, Иран е оној кој што директно пружа заштита на Либан и на Хезболах. Нема да навлегуваме премногу, и ова го обработиме пред некое време, може да го најдете ова видео во плейлистата за геополитички конфликти и крипто, затоа и нема да навлегуваме во тој дел. Идејата е дека оваа ескалација може да доведе до крајно неповолна војна помеѓу Израел и Иран. Последен пат кога имаше само еден напад, видовме што се случи, имаше целосно поместување на цената на горивата нагоре од страв дека ќе имаме ова. Затварање на двата најбитни, да речем, во оваа ситуација премени. Едниот е Баб ел Мандаб, кој што е директно под контрола на хутите од Јемен, тоа е западниот дел од Јемен, кој што е директно под заштита на Иран и е директно наоружен од Иран. И кога тој би се затворил, целиот западњачки транспорт ќе се зголеми за многу денови, односно, наместо Мурика да може за 44 дена да стигне до што кури да е Чива, не знам, прв пат слушам за ова место, ќе треба да оди за 48 дена, што значи дека се ќе поскапе. И уште побитно, било кој тип на транспорт од Европа кој што претходно минал преку Суетскиот канал за 19 дена, сега треба да помине за 34. Тоа е дуплирање на цената на се, не само на горивата, на се. Тоа е првиот дел кој што ќе биде затворен веднаш доколку почне војна, сите знаеме зошто, и вториот уште пострашен, а тоа е Strait of Hormuz или тоа е тесенот Хормуз, кој што е директно под контрола на Иран. И гледаме дека најголемите производители од Блискиот исток кои што се дел од ОПЕК веднаш ќе страдаат поради овој конфликт, доколку Иран го затвори овој теснец. Нема каде да оди повеќе од 40 или 50% од горивото кое што е произведено на глобално, зборуваме на глобално ниво, ако овој теснец е затворен. Што значи дека многу ќе се зголеми цената на горивата, автоматски ќе се зголеми цената на доларот, затоа што и понатаму 4/5 од трансакциите за трговија на долар, на нафта се во долар. И што се случува следно? Се останато ќе почне да паѓа затоа што доларот зајакнува. Така да, оваа војна е крајно неповолна за нас и мораме да бидеме свесни дека потенцијално се уште може да се случи. Значи не смееме да забораваме дека ова може да се случи и не смееме да си кажеме ете готово завршена е работата, сигурно нема да се случи. Така беше и претходниот пат и Иран едно време одлучи да прати 400 дронови врз Израел. Се разбираме? Така да имате го тоа препит. И една многу битна работа, и понатаму Мурика се спрема за уште поголема војна, а тоа е војната против Кина. Значи да не забораваме дека пред само неколку месеци, точно на 23 април, дадоа 8 милиарди, пазете сега има голема разлика. Ова е прв пат да се даде на Тајван воена помош во овој тип, се разбираме. Претходно помагале, Тајван купувал за себе си, нели, се што му е потребно. Овој пат им даваат една од најголемите некогаш до сега во историјата, 8 милиарди воена помош, значи ова е воени средства,
тенкови, хеликоптери, чуда, што и да е, директно им ја дава на Тајван. Ова ако не е провокација, не знам што е. Така, значи ова е стандардна провокација како што тоа се случуваше со Украина. Не може вие Украина да даете, не знам, милиарди и милиарди долари за оружје и да очекувате дека тоа нема да ескалира во војна како што гледаме дека се случува, така. Да не заборавиме дека уште еднаш се враќаме на почетокот, една од главните солуции, односно да речам како да кажам, значи заклучоци кои што ги донесоа на 75 години агресија на НАТО самитот е дека Кина е главниот помагач на Русија и дека тоа мора да запре и дека целиот блок моментално е спремен да практично превземе санкции против Кина. Се разбираме. Значи си пукаат у нога, но како и да е, најголемиот производител, најголемиот извезувач, вие го казнувате, во исто време додека го казнувате еден од најголемите производители на нафта и газ, си пукате и во едната и во другата нога, но како и да е, значи Европа е спремна да оди до крај со Мурика, супер, само напред. Е сега, значи спремате санкции и давате 8 милиарди воена помош на Тајван, така. А велите јас целосно ја почитувам една Кина по лисата. Научна фантастика. Погледнете овдека. Значи Preparing for China War. 29 март 2024 година. Значи веќе спрема активно, нивната војска се припрема за војна со Кина. Вашингтон Пост. Второ, Heritage.org, уште еднаш, крајно позитивен. The US forces new mission beat China in a war at all costs. 11 март 2024 година. Новата цел, новата мисија на американската и тоа во оваа ситуација авиација, зборуваме воена авиација, да ја победи Кина во војна без разлика на цената. Значи гледате, се е без разлика на цената. Кога губите моќ, нема цена. Мора да платиш се за тоа што ја губиш моќта, така? Значи ова е одлив, јас не го пишувам ова, се разбираме. Foreign Affairs, уште еден, крајно позитивен, крајно западњачки, така. The big one, preparing for a long war with China, 12 декември 2023 година. Не знам како да ви објаснам, значи нема каде не напишале, така. Значи они се спремаат за војна сегде. Сите им се криви, се разбираме. И Русија е крива, и Кина е крива, и Иран е крив, и Куба е крива, и Венецуела. Значи нема кој не е крив, се разбираме. Сите се криви и со сите ќе одиме во војна затоа што не слушаат тоа што сакаме ние да го кажеме. Во исто време да не забораваме, значи сето ова јас го следам. Предизвика конфликт помеѓу Кина и Филипините. Значи се случи ситуација во која што имаше конфронтација помеѓу China Coast Guard и дел од Coast Guard на Филипините. Каде што ова само што не премина во отворен конфликт, верували или не, за само еден ден. Зошто се случи ова сега да видиме? Еве ги базите на Америка во Кина, на Америка во Филипините. Сигурно се тука на одмор. Да не забораваме дека овдека е Кина, буквално ова е Кина. Се разбираме? Значи, сигурно се овдека на одмор дојдени, базиве кои што ги гледаме. И уште една многу битна работа. Ови 8,1 милиарда долара кои што ги дадоа на Тајван, вели, Филипините ќе добијат, вика, дел од овој пакет со оружје на Тајван. Зошто? И Филипините се брана против Кина, така. Наеднаш сите се брана против Кина, држава која што никого не го нападнала, се разбираме. Ама за секој случај, така. Тоа е исто како сега да одлучи Кина и Русија дека Мексико е загрозен од Америка и дека треба на мексиканските картели да им дадат тенкови, хеликоптери, да им дадат артилерија и да кажат ние ги вооружуваме овие, како што они постојано зборуваат, нели, ова се герила групи, за да бранат Мексико. Значи ќе им дадеме моментално долгострелни проектили кои што може да стигнат до Њу Јорк, кои што може да стигнат до Лос Анџелес, од другата страна до Мајами, за да се одбранат. Значи очигледно Америка спрема агресија врз Мексико и ние мораме да им помогнеме на овие кутри луѓе да се одбранат самите себе си од овој агресор. Гледате дека се спрема, така. Ама тоа е ненормално. Значи тоа ако се случи, тогаш Америка ќе каже како смееш ти да даваш оружје во Мексико. Ама ако Америка даде оружје во Украина, која што е буквално на 300 километри од Москва, ако Америка даде оружје во Тајван и во оваа ситуација во Филипините, кој што е буквално на брегот на Кина, тоа е нормално. Тоа е заштита на демократија. Не може да се лутите вие заради тоа. Ама не смеете вие да давате во Кина оружје или да речеме Куба. Зошто тогаш на Куба да не останат нуклеарните оружја на Русија? Не разбирам. Се заштитува Куба и страф, така. Значи, со ова мислам дека треба да завршиме.
Видеото беше крајно долго, верувам дека ви се допадна, имаше доста битни информации кои што сакав да исподелам со вас околу геополитика, затоа што ова долго време не сме го споделиле, па сакав да направиме еден преглед на геополитиката. Уште еднаш, значи мораме да сумираме зошто е ова цело битно за крипто и за биткоин. Значи, се тоа што ви го покажав, сите овие податоци, се официјални податоци од западната страна. Што значи дека западната страна дебело се спрема за светски конфликт. Ова што ние го гледаме, сакали или не, изгледа како почетоци на Трета светска војна. Да се надеваме дека некоја фацка како Трамп ќе дојде, да ги опамети јенкиве, да не прават глупост затоа што не само што ќе ја изгубат, туку ќе ја изгубат како Германија, се разбираме. Но да го оставиме тоа на страна, сега да не зборуваме за победници од Трета светска војна, затоа што Трета светска војна не одговара на никого, да бидеме јасни. Значи Ајнштајн многу добро кажал, не знам вика со што ќе се води вика Третата светска војна, ама четвртата вика ќе се води повторно со камења и вика и со стапови. Затоа што Трета светска војна со овој степен на технологија многу брзо може да се претвори во нуклеарна војна и да заврши приказната. Се разбираме, како што кажал Ајнштајн, четвртата пак ќе биде со камења и со стапови. Но како ова е битно за криптосекторот? Да не се случи Трета светска војна, а да остане оваа дивизија која што гледаме дека ќе остане, моментално геријатрија 7 и останатите мајмуни од НАТО, очигледно имаат проблем со БРИКС кој што се повеќе се зголемува. Значи ваквото зголемување гледаме дека доведува до напредок на технологијата. Нас не одговара. Источниот дел гледаме дека одамна ја користи блокчейн технологијата да го надмине западот поради санкции, но тоа нас не одговара. Се повеќе луѓе учат што е блокчейн. Учат како блокчейнот моментално го надминува претходниот традиционален финансиски систем. Немаш избор освен да напредуваш на истото ниво. Зошто го велам тоа? Тоа е како една сила има нуклеарна бомба, а друга нема. Ти прост пример. Што се случува помеѓу Америка и Јапонија? Ако немаш нуклеарна бомба, ние ги ти ја фрлиме и ти можеш да капитулираш, така? И во оваа ситуација, ако западните сили не се спастрат и не стигнат на исто ниво со источните сили во однос на CBDC, што е крипто или блокчейн технологија, значи немаат избор освен да се предадат, затоа што не смеете да имате нешто што другата страна го има. Се разбираме, ако го немате на исто ниво, вие сте изгубиле. Со се е така, дали е нуклеарно оружје, дали е медицина, дали е трка за вселената, секогаш било исто. Ако едната страна ја прифати технологијата, мора и другата да го направи тоа. Ако Трамп одлучи дека биткоин треба да биде легален во Америка, походете што? Прашање на време кога истото ќе се случи во Кина. Кина не сака да биде оставена назад, се разбираме. Очигледно бан не функционира и понатаму биткоин стигна да биде глобално средство, што ви останува да се приклучите, така? Сега што е овдека битно? Источната страна не сака да користи долари, западната страна не сака да чуе за јен, но двете страни сакаат да слушнат за биткоин. Сега ќе сакаат да слушнат и за Етериум. Наскоро ќе сакаат да слушнат и за Solana, затоа што веќе станува институционално достапен преку Exchange Traded Funds. Доаѓаме во ситуација во која што ние, оваа технологија е практично Југославија за времето на ладната војна. Соработуваш и со едната и со другата страна, кај двете страни си добар, а ни си за едната, ни си за другата страна. Блокчейн технологијата е неутрална. Не се не ја интересира дали со тоа ќе успееш да заобиколиш санкции или не. Не се интересира капиталот да стигне од една до друга страна, од еден до друг човек. Што значи во оваа ситуација блокчейн технологијата е крајно позитивна и корисна за едната и за другата страна. Како што и златото, како што и нафтата, тоа е нешто што не може да биде политизирано, се разбираме, тоа е ресурс. Во оваа ситуација нас не одговара затоа што ние држиме криптовалути кои што се ресурс, кои што се технологија, кои што и на едната и на другата страна им треба, а ниту едната ниту другата страна немаат ниту начин како да ја банираат, ниту начин како да ја забранат, ниту начин како да ви одземат. А на двете страни им треба. Тоа е предноста која што ние имаме пред сите останати кои што не разбираат дека не е битно дали ќе победи рублијата, јенот или доларот. Битно е кој ќе остане да биде на двете страни неутрален, а да има корист од двете страни. Немате потреба да играте рулет и да нашата страна ќе тепа или другата страна ќе тепа. Не, на страна. Вас ви е потребно кој сигурно ќе тепа. Во оваа ситуација кој ако не блокчейн, кој ако не нафта и злато. Тоа се ресурси кои што се потребни на сите и кои што се неутрални, а ние веќе ги поседуваме. Уште пред да почнат потенцијални големи ескалации од финансиски аспект. Така да, јас верувам дека ние се ногаме во крајно позитивна ситуација, не знам за вас, но тоа се моите очекувања за криптосекторот на долгорок, посебно доколку добиеме ваков тип на глобален конфликт. Уште една за крај, многу битна работа, се уште трае гласањето за тоа дали потенцијално сакате да направиме митап во Прилеп, значи на нашата Facebook страна. Ова беше 2-3 пред неколку недели. Замислете. Значи веќе има повеќе од 100 заинтересирани, што значи дека настојано ќе се случи.
но подобро би било за нас доколку ни кажете точно значи дали има се уште заинтересирани луѓе кои што би дошле. Очигледно сето она што ќе биде за самиот настан ќе го покриеме јас и Филип. Сега се извинувам за вчерашното видео, знам дека не е дека ние не сме видели, не знаевме, значи не користиме толку често ваков тип на подкаст, да речам практично софтвер, така да он го кликнал, но за жал не знам зашто јас не го гледав неговиот скрин. Не знам зашто не ви го даде вас, стварно ми се извинувам. Следниот пат ќе гледаме тоа да го поправиме како што треба. И нормално, уште еднаш ќе напомена, че 31 август останува да биде денот кога потенцијално јас и Филип ќе се вратиме во Прилеп и ќе направиме митап за сите оние кои што се заинтересирани. Очигледно тоа ќе биде негде во утринските часови во 9 часот. Ова е сабота, што значи дека одговара за сите. Значи официјално да не излажам, само да провериме уште еднаш. Значи официјално тоа е во, рековме, 31 август, сабота, така да одговара на сите, недела ќе спиете, можете да дојдете, да се најдеме. Значи ќе имам јас дел во кој што ќе зборува Филип и договараме уште едно лице кое што работи со майнинг, кој што потенцијално би дошол би разговарал за майнинг со вас, така да ќе имаме од сите аспекти. Гледате, yield farming, јас ќе зборувам за нешто околу технологијата, потоа уште еден човек за майнинг, така да ќе биде интересно. Дојдете, верувам дека ќе биде корисно за вас, како и да е, гласете за да знаеме дали сте заинтересирани за тоа. Ако не го погледнавте вчерашниот подкаст, верувам дека е интересно да го погледнете. Тоа беше во текот на саботниот ден, во 6 часот попладне, веќе е достапен на нашиот канал. Како и секогаш, значи сите оние кои што се нови на нашиот канал, би им препорачал да го погледнат видеото на врвот од нашиот канал. Имаме повеќе од 1060 видеа моментално. Би било добро да го погледнете ова видео како каталог на се што имаме и каде се наоѓа на нашиот канал, со цел да имате подобра представа како да следите нашата материја, затоа што има голем обем на видеа. Сите останати би препорачал нормално во дескрипцијата на секој од нашите видеа, прво да видите содржината за која што разговараме во самото видео, со цел да не мора да го гледате секој, значи имате така речено временски патогас во кој дел видеото што зборуваме, а нормално потоа може да ги најдете нашите сите социјални мрежи, каде што би препорачал да ги следите, затоа што објавуваме многу материјал дури надвор од видеата, затоа што не можеме постојано да правиме видеа, и нормално нашите два резервни канали на Odyssey и Rumble, како и нашите блокчейн адреси и Купи ми кафе апликацијата за донации, зошто се ставени на ваше барање, че станува збор за доброволни донации кои што сакате да ни купите едно кафе да не почестите, а ние истите ги користиме за практично да направиме некоја добротворна акција во Македонија. Веќе видовте, во 2 наврати го направивме тоа транспарентно, ќе го направиме во иднина кога ќе има повторно некоја сума собрана на овие апликации. Така да ви благодарам, се надевам уживавте во денешното видео, Ембриш ќе го добиете, не се секирате нешто заборавил. Почнуваме со Altcoin недела од утрешниот ден па натаму. Во текот на овој ден очекувате дека ќе објавиме и постер и се што е потребно за оваа Altcoin недела која што ќе следи во целедниот период. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Геймиџија.